Три лица го загубија животот во тешка сообраќајна несреќа што се случи вчера на магистралниот пат Гостивар – Кичево. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера околу 19 часот на магистралниот пат Гостивар Стража на излезот од Гостивар се случила сообраќајна незгода меѓу патничко моторно возило Мерцедес со национална ознака на Црна Гора, управувано од 55 годишен жител на тетовското село Раутинце, и патничко моторно возило Опел Астра со охридски регистарски таблици, управувано од 31 годишен кичевчанец. Во сообраќајната несреќа од здобиените повреди починале со патниците во Опел Астрата две жени и еден маж на возраст од 28, 56 и 61 година. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица Гостивар. Во времето од 19 часот и 20 минути до 21 часот и 20 минути сообраќајот на магистралниот пат Гостивар – Кичево беше во прекин. По наредба на јавен обвинител, телата на починатите се предадени на обдукција. Расте бројот на астматичари и лица со хронично обструктивна болест на белите дробови во Тетовско. Во Центарот за астма при клиничката болница Тетово месечно се вршат и по 120 прегледи за само 12 дена во месецот. Како што ни изјави раководителот на Центарот доктор Мерсел Шерифи, се проценува дека во земјава има над 120.000 астматичари, а бројката на лица со хронично обструктивна болест на белите дробови е уште поголема. Голем број е на пациенти што го посетуваат овој центар, поради тоа што и астма, и ХББ, што го викаме ние, е во тренд на зголемување. Кривата иде према горе, секоја година повеќе. Бројот се зголемува, потреба имат за ваква услуга, пошто еве еден збор ќе кажем од лекари, постари лекари, кои и биле во работа во термин која што немало центар за астма и вика дека тогаш доаѓале со многу тешки клинички состојби пациенти. Од кога постои центар за астма, вакви случаи со тешка обструкција, тежок астматичен напад има се поретко. Највише се заболуваат што се однесуваат до астмата младата генерација, додека ХОП, таа е другата болест, ги засега највише постарите пациенти, изнад 40-50 години, како узрок пушење, исто така и загадувањето на воздухот. Според доктор Шерифи, населението ретко бара лекарска помош на време. Најчесто пациентите се обраќаат кога ќе дојде до крајно влошување на состојбата и кога за жал веќе се настанати иверзибилни оштетувања на дишните патишта. Затоа матичниот лекар треба да го детектира секое сомнително долготрајно кашлање, гушење или изфрлање на секрет и навреме да го упати пациентот на преглед во Центарот за астма и ХОП. Прво треба пациентите што се сомнителни со кашлање, гушење, изфрлување на секрет, астматичари, пациенти со пушачки бронхити и натаму треба да побарат помош, значи кај матичен лекар. И он треба да ги детектира кои пациенти се за упатување до Центарот за астма и ХОП. Значи сите симптоми што се гушење, кашлање, искашлување, замор, глад за воздух, треба да се упатат до Центарот за астма. Понатаму ќе продолжиме ми. Значи, оние се диагностицираат по закажниот термин. Тука имаме можност да ги испитуваме во правец на обструкција на дишните патишта, пошто и астма, и ХОП, пошто е ХОП компонента на две други болести, хроничен бронхит и емфизем, значи прво се прави спирометрија. Тоа е еден метод, златен стандард за испитување на проодноста на малите и на големите дишни патишта. Потоа се прави рида тест за алергија, бидејќи астмата е алергиско заболување. Рентген може да се направи, лабораторија може да се направи, евентуално ако има потреба и компјутер на белите дробови. Центарот за астма и ХОП при интерното оделение веќе 10 години работи на диагностицирање, терапија и превенција од овие болести кај населението. Овој центар постои од 2006 година. Прето до 2005 година сум бил на доедукација за астма и ХОП. Тоа му се должи на еден договор помеѓу клиничката болница тогаш
Министерството за здравство, Клинички центар Скопје, односно клиника за пулмологија и алергологија, како и Институт за трудова медицина. Тоа беше договор за развивање на центрите за астма. Ова е центар за астма и ХОП, припаѓа во групата на регионални центри. Вакви центри во Македонија има 12-13, додека национален центар е во клинички центар, клиника за пулмологија и алергологија, под раководство на познат професор Анđелко Ѓорчев. Поради зголемување на бројот на астматичари и лица со хронично обструктивна болест на белите дробови во Тетовско, се јавува потреба од проширување на Центарот за астма и ХОП, за да бидат опфатени сите лица на кои им е потребна помош. Бидејќи бројот се зголемува од година на година и е еден загрижувачки фактор, што понатаму што ќе биде не знам, треба да се прошират овие работи, Центар за астма да работи уште некој ден, мислим, неделно да се зголеми, да не трпат пациентиве, да не избегнуваат, нема термин, ние се трудиме повеќе во тој правец, затоа и се ангажирале и пред нас, како што реков, национални центар, што беше со седиште во клиника за пулмологија, и да се зголеми бројот на лекари, се разбира, да се прошири можноста да закажат термин што повеќе пациенти. Центарот за астма и ХОП при интерното оделение работи со лица над 14 години, а вторник, среда и петок се деновите во кои може да се закаже преглед преку системот Мој термин. Со проширувањето на патот кон местноста Бањиче уништена е голема зелена површина околу ова излетничко место. Наносите од земји и камењи од површините каде се гради патниот правец завршија во пределот Бањиче, кој тетовци во овој летен период масовно го користат за одмор и рекреација. Граѓаните негодуваат на уништувањето на природата, бараат властите да водат поголема грижа за ова место. Што беше добро, овде го расипале више. Ево како што гледате, фрлале камења, работи и тие. Значи скроз е за нигде. Треба да се зелени на страна површините, да се одржи паркови какви што треба од страна. Од општина Тетово вела дека наносите од камење и земја ќе бидат отстранети. Поради проширувањето на патот мора да биде оштетена дел од вегетацијата кон Бањиче, но по реализацијата на проектот граѓаните ќе добијат нов реконструиран пат и шеталиште, изјави од секторот за сообраќај и патишта. Проект кој е долг 2,3 километри. Работите се одвиваат, би кажал, многу добро, многу сме задоволни со динамиката на работите. Тука имаме подпорни ѕидови и од левата страна и од десната страна. Имаме шеталиште, тоа значи тротоар. Патот ќе биде широк 6 метри, плюс имаме планирано, значи, да имаме и осветлување до Бањиче. Ваков проект му недостигаше на градот, па се надевам дека со овој проект и граѓаните од општина Тетово, значи, ќе имаат каде да излезат, значи, на рекреација. За да се отвори еден пат 6 метри широк пат и шеталиште да има мора да има 1,5 метар оштетување. Местото Бањиче е познато по лековитата вода која користат граѓаните за разни болести. Самите прават импровизирани бањи кои при поголем водостој на реката исчезнуваат. Сметаат дека властите треба да обезбедат подобри услови и да привлечат инвестиции за развој на бањскиот туризам. За вода доаѓа највише, ама овде се више никако се растурене све. Мали базени треба да се прави, видиш базени или нешто друго, ама ментално нема ништа. Досега локалните власти не покажале интерес да ги искористат потенцијалите на местноста Бањиче, кој од година в година со уништувањето на вегетацијата во градбите кои масовно се градат, го губи некогашниот сјај.
Државата успеа да ја намали корупцијата на пониските ешалони и ние мислевме дека тоа е добро, дека навистина се занимава со борба против корупцијата. Меѓутоа, од друга страна гледаме дека постои некој вид на организиран грабеж на општествениот имот на највисоко ниво, вели стопанственикот Венко Глигоров во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Стопанственик, меѓутоа во поголем дел и дел од моето време го користам на анализи, соработка со други бизнисмени. Активен сум во тие општествени дејности и имам прилично добра, да кажам, комуникација и можам прилично добра анализа да споделам. Некако се издвојуваат неколку групи на, да кажам, на бизнес групи, бизнисмени кои што ја оценуваат бизнес климата или обкружувањето. Оние што се, да кажам, со извозно ориентираните во трговски зони, во Бунарџик и во останатите, они се релативно задоволни бидејќи им плаќаме све. Немаат многу додирни точки директни со домашното стопанство, освен со неколку фирми, така тие може се каже се задоволни или биле задоволни, сега политичката ситуација малку ги загрижува, меѓутоа во глобала се задоволни. Имате фирми, ако ги прашате што сработуваат со власта, земаат тендери, слично, тие ќе ви кажат супер е деловната клима, ваква влада немало до сега и нема ни да постои и слично. Меѓутоа имате една многу поголема група на реални бизниси кои што не работат со државата директно, кои што се мачат секојдневно со предизвиците овако во делот и на бизнес климата и во делот со купувачи и добувачи. И тие може да каже дека волку лошо не било, можеби 25 години од транзицијата. И останато ше некоја мала група на реални фирми кои што работат извоз, кои што исто така се релативно задоволни од пласманите, меѓутоа не се задоволни од целокупната клима во Македонија, ситуацијата ги загрижува, протести, премногу раскараност, поделеност. Има исто така и неликвидност и има во голем дел и непрофесионално со државните институции. Бидејќи ја спомнавте политичката криза, само да се надоврзам, какви последици конкретно чувствува бизнис заедницата од политичката криза која што предолго трае? Има неколку нивоа од таа политичка криза. Таа е последица прво од слабото работење на институциите и на државата во последните години. Значи, ако имате партизирани институции, ако имате спори процеси, ако имате многу корупција и слично, тоа директно влијае на работењето на бизнисите. Дополнително, ако не е изразена волјата на гласачите и ако некоја одредена група или партија и слично излагаат и велат дека не е добро и треба да се менува, и тоа ако трае со месеци, тоа е дополнително ја влошува кризата со оглед на тоа што 2-3 месеци имаме луѓе надвор на улици, на работа, послаба се мисли, слаба концентрираност, никој не знае што ќе се случи. И така тоа влијае на продуктивноста на вработените, влијае на сите нас. Значи едно е да кажам системот што не е добар, а второ е благодарение на тој систем или не благодарение на тој систем што се создаваат јазови кои потоа ги сврлат луѓето на улици и дополнително ја влошуваат ситуацијата. Тоа влијае на економијата. Ние, ако ги анализираме сите показатели за оваа година, имаме пат и на странски директни инвестиции, има пат на реалниот бизнис, на оние домашни македонски компании кои што со години работеле успешно, имаат намалување на приходи, намалување на профитот. Едино имаме незабележителен раст на бруто домашниот производ, меѓутоа тоа се должи само претежно на овие што се извозните странски инвестиции и делом на градежништвото. Све друго е со многу слаби перформанси. Затоа е добро да се има смена на власта, зашто кога една власт премногу долго владее, таа се етаблира, се канализираат парите и сето тоа оди по партиска директива, без можности за средства за подобрување на услугите кон граѓаните, вели Глигоров во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Лјупчо Николовски, член на извршниот одбор на СДСМ, денеска на пресконференција обвини дека власта не само што делила и исплаќала субвенции на сомнителен начин, туку и огромни суми пари преку програмата за рурален развој, на сомнителен начин завршувале кај фирми и лица за чистење канали. Тој се повикува на ревизорски извештај кој укажува на овие тврдења. Според него, вкупната исплатена сума на овој начин, што ја наведува ревизорот, во најновиот извештај е близу 3 милиони евра. Скандалозно е што парите за наводно исчистени канали ги добивале лица или фирми, само врз основа на барање и документација, без притоа властени контролори на платежната агенција да ја проверат на терен фактичката состојба и да направат и достават записник, изјави Николовски. 6.000 луѓе се наоѓаат во притвор поради испитувањето по неуспешниот обид за државен удар во Турција, изјави денеска турскиот министер за правда Бекир Боздак и додаде дека големото чистење продолжува. Сега имаме околу 6.000 затворени, а тој број ќе биде уште поголем, изјави Боздак за агенцијата на Долија. Турската влада соопшти дека за време на успешниот преврат загинаа 265 лица, од кои 161 турската влада соопшти дека за време на неуспешниот преврат загинале 265 лица, од кои 161 цивил и 104 кои учествувале во државниот удар. Турските власти приведоа 2839 припадници на војската, обвинети за организирање на државниот удар. Денес имавме променливо облачно време и посвежо. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 12 до 19 степени, а дневната од 24 до 29 степени. УВ индексот изнесуваше 7. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17 степени, а дневната од 23 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.